Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Посарите љубители на ракометот се сеќаваат дека таму во населбата Мичурин на ракометниот терен се создаваше една квалитетна екипа која беше мощна, привлечна, тоа беше ракометниот клуб Југ. Во тој период на создавањето сеќавањата се навираат кај мене и некои имиња, можам да се сетам на нив, например Казиовски, потоа имаше тамо еден добар голман Дишлиев, потоа еден добар бек Билимов и уште неколку момчиња кои почнаа да градат историјата на тој клуб кој екзистираше долго време, па се до денеска. Меѓутоа, во периодот тамо, на крајот од 70-тите години, заедно со една група младинци кои работеа во ракометниот клуб Југ, се истакнува едно име кое подоста станува на вистинска ракометна звезда. Станува збор за Аце Станковски, играч кој има богата кариера, и токму нему ќе му биде посветена оваа емисија за македонските спортски легенди. Реков, почна во Југ, меѓутоа имаше богата кариера и во другите македонски клубови, а најголемиот успех, би рекол, го постигна настапувајќи за младинската репрезентација на Југославија во 1985 година на светското првенство во Италија, во Анкона. Тогаш Југославија, во која што значајна улога во тој тим играше и Станковски, го освои бронзениот медал. Значи, како Македонија имаме бронза од светското младинско ракометно првенство. Аце, еве, дадов вовет за Југ, за репрезентацијата, а сега ти оставам да продолжиш и да ни кажеш како дојде во ракометот, дали и тебе те привлекуваше тоа игралиште на Мичурин, некако беше како магнет за младите момчиња тога што сакаат да се занимаваат со ракомет, а ракометот беше вистина во една експанзија и се играше во училиштата и многу интересни беа и оние меѓуучилишни надпревари. Тие мали олимписки игри, баш да се надоврсам на таа работа за тие мали олимписки игри, значи ја почнав ракомет да играм првен за основното училиште Кирил Печиновиќ, кај што имавме на доста силна екипа и ги освајавме тие трофеи на ниво на град Скопје и на Македонија. Значи, потоа јас се запишав средно економско училиште Борис Кидрич, кај што бев забележан од професорот Душко Филиповски, кој беше тогаш тренер во ракометниот клуб Југ. Тој беше вистински ентузијаст во ракометот, Душко. Беше тренер во ракометниот клуб Југ, каде што ме повика тамо да почнам тамо да играм и да тренирам. И ја бев пресреќен што кидам да играм и како фактички како пионер. На 14-15 години веќе ја бев приклучен кон таа прва екипа на Југ. И со успех што се вика се такмичевме во таа македонска лига, што стварно таа македонска лига беше доста јака и си имаше доста јаки надпревари. Можем да кажем дека на мои 15-16 години, на 16 години... Значи тогаш дебитираше на таа возраст за сениорската екипа? На 15 години дебитирав за сениорската екипа, а веќе на 16 години ја бев еден од најдобрите стрелци, ако не и најдобар стрелец на таа екипа. Веќе просек на утакмица во таа македонска лига беше по 7-8 гола. Имаше едно добро другарство, пријателство, една сплотеност меѓу играчите, стварно тогаш не игравме за пари. Тие остана во пријатни спомени, тие мигови од Југ. Да, имавме доста утакмици кај што го победивме еден работнички кој е за купот на Македонија, кој што имаше стварно многу јака екипа, а фактички ние бевме доста помлада екипа, млад состав. Меѓутоа тогаш беа тука игра за нас Васе Поповски, Зајков,
Канџовски, Томче Стојановски, Мурџевски и ред други играчи, можда Домазетов, Цекич, можда некои ќе заборавам сега да ги кажем, меѓутоа беше тој еден состав сплотен што стварно доста се дружевме меѓу себе. Не добивавме, како што рековме, не игравме за пари, едноставно игравме од љубов. Меѓутоа имавме успех и напредувавме. Може ли да се сетиш на некој надпревар вака интересен? Имаше многу интересни надпревари таму во Мичурин. Се сеќавам, гледачите доаѓа дури и до самата аут линија, па имаше бодрење, па имаше навистина едно спортско навивање и тоа ве понесуваше вас раковетарите. Па некоја средба од тој период? Па ме највеќе има повеќе средби што сум ги изиграл таму добро, меѓутоа најповеќе што ми остана впечаток е играњето против Работнички за куп надпревар на Македонија, бидејќи не се такмичевме тогаш во иста лига, а Работнички во тоа време беше доста јака екипа, бидејќи во таа екипа игра Киразиев, Темелковски, ред други познати имиња. На таа екипа дадов едно 12-13 гола дадов и ги победивме. Значи они дојдоа тука ко фаворити, мислева едноставно дека ќе не згазат. Меѓутоа, ете таа наша волја, желба за победа дојде до израже и ја победивме таа утакмица. И таа утакмица таа поискусна екипа вика, кој е овој малиот нерастури 13 години? Тогаш имав 16 години. Тебе позицијата ти беше тамо на крило. Крило, да, лево крило, моја позиција лево крило. Лево крило, одеше на контри, даваше голови, се сеќавам на некои надпревари подоцна, но ќе стане збор за нив. Во југ ги мина они убави први ракометни години, после тоа како кај секој млад спортист кој ќе види дека е квалитетен и дека има шанса да напредува, се јавува и кај тебе желба да одиш напред и одбираш нов клуб, па каде заминуваш, каде ја продолжуваш кариерата? Па, после југ отидов во Вардар, што тренер беше Левтер Бошковски. Значи, претежно тука беше една млада екипа составено од средношколци. Едноставно имавме само 4 постари играчи, покојниот Леон Чаволи, Никола Божиновски, Ивановски и Горан Лозановски. Значи, тие беа постари играчи, а ние сите бевме 17-18 години помлади играчи, меѓутоа се надпреварувавме во таа втора југословенска лига. И тоа со доста голем успех игравме во таа екипа, меѓутоа во таа лига. Меѓутоа голема поддршка, можам да кажам за нас, голема поддршка ни дадоа вие постарите играчи тоа време. Левтер беше инаку специјалист за создавање на играчи, знаеше младите како да ги воведе во тие сениорски води и да станат рамноправни со сениорите. Во Вардар некој доживување, некој надпревар и така, бидејќи тоа беше втора лига на поранешната држава. Па имаше доста утакмици, така доста добри утакмици, јаки утакмици, сеќавам надпреварите со Борац Урошевец, што стварно беше една феноменална, многу јака екипа, што важеше за Страф и Трепет тоаш и во Југославија. Меѓутоа, сепак, најголем впечаток ми остаи и се уште се сеќам на таа утакмица против Металург, бидејќи Металург тоа време купи доста квалитетни играчи на чел со Ванчо Јованско. Ванчо Јованско бранеше тогаш таму. А ние фактички бевме се млади деца и доаѓаат во Кале да играат, они фаворити ќе не победат. На Ванчо стварно беше тешко да му се даде гол. Стварно беше тешко. Тој беше репрезентативен гол. Тој беше репрезентативец на Југославија. Едноставно јас во разговор со Никола Божиновски како да му се даде гол на Ванчо. Никола Божиновски Аце вика само шутира, вика онака, вика како што знаеш, вика ништо повеќе, ништо повеќе. Прв шут мој му беше, Ванчо фактички ми ја фати, полувисока ми ја фати.
И после понатаму викам што да правиме, да размислуваш во Како да шутирам? како да шутирам. Меѓутоа со времето се си доаѓа. Едноставно после повеќе не сгрешив. Дав 9 гола дадов после на таа утакмица. Ние ги победивме Металург како фаворит, ги победивме. И тоа беше за нас една уште поголема мотивација да играме, да се спремаме, значи се докажува дека можеме да играме на едно поголемо ниво и ни беше мотивација да дојдеме да се надпреваруваме и со играчите од цела Југославија, да кажеме дека на некој начин сме многу, дека сме добри и подобри од некои од тамо што се форсирани од другите клубови. Битола има богата раковетна традиција, тамо со години пред тоа се играше ракомет, меѓутоа Пелистер тогаш беше навистина екипа која беше привлечна за многу млади играчи од Македонија, па после Вардар ми се чини ти одиш во Пелистер. Тоа беше еден период, не знам дали ти го затече тамо или не, кога тренер беше Костелич, таткото на Јаница Костелич и на Ивица. Тој беше познат раковетен тренер и еден период беше во Битола, па подоцна кога правев интервјуа со Јаница на Олимпијадите во Солт Лейк Сити, кај што ги победи сите во сите алпски дисциплини, ми рече дека се сеќава на тие денови, малечка била. Тоа беше малечка, 2 години тогаш ако имаше во Битола, знам, јас се сеќавам. И сега, ајде за тој период ти беше во Металург, меѓутоа реков Пелистер беше привлечен за сите, па одиш во Битола. Да, отидов тогаш Пелистер се влезе во прва сојузна југословенска лига и нормално беше магнет да се такмичиме во таа југословенска лига, меѓутоа беше едноставно излагаш, играш повеќе утакмици и да се кандидираш за таа младинска репрезентација. Тогаш кога дојдов, тогаш беше Костелич, а не Костелич беше прв тренер на Пелистер, што рековте, Јаница Костелич беше таму, меѓутоа она беше малка, 2 години ако имаше. Не знаеше што се случува таму. Не знаеше, мене ми текнуваат гледа, и сега играат. Да, сега некои слики ми текнуваат пред очи. Анте доаѓа со Јаница плаче, он вика: "Остави, ја ќе да тренирам, остави бате, макни една страна." А не, кај Анте тоа беше први. Значи тренинг, работа и тренинг. Тоа беше, затоа мислам и Па затоа постигна успех и неговите деца. Сврста, дисциплина, работа и се стига до врвот. Во Пелистер мина убави години. Тогаш почна вака ти да се најавуваш и како ракометар кој е аспирант и за настап за југословенската младинска репрезентација. Па да, видите, ние и претходно кои игравме на тие турнири на братство единство за репрезентација и покрајни кои игра, уште тогаш се наметнавме на некој начин да не имаат во предвид за таа младинска репрезентација, можеме да кажеме таа 1983 година, кои игравме во Приштина турнир Братство единство. Братство единство игравме во Приштина. Сите републики покрајни. Да, сите републики покрајни, иако ние отидовме на некој начин на наша репрезентација од Македонија, отидовме ослабени, меѓутоа сепак направивме бум што победивме тамо една Словенија, една Хрватска ја победивме. Ја бев прогласен тогаш за најдобар играч и за најдобар стрелец. И на некој начин вратата во репрезентацијата полека се отвора. Се отвора на тој начин што веќе другите тренери имаат на некој начин запишано, веќе знаа за тебе кој си и што си. А веќе кога отидовме во Пелистер и почнавме да играме и прикажувавме едни солидни партии во таа Југословенска лига, веќе бевме и повикани во таа младинска репрезентација. За младинската репрезентација и доживувањата во неа ќе стане збор подоцна. Ме интересира сега за периодот во Пелистер, зашто Пелистер почна да се изградува во добра екипа, потоа
не потоа, туку уште тогаш им парираше на врвните југословенски екипи за во 90-тите години да експлодира со резултати, да биде навистина една од најдобрите, ако не и најдобра екипа во Македонија, па во купот на европските куп победници тамо некаде 95-та, 6-та стигна и до полуфиналето, оние би рекол историски средби за Пелистер со Лемго, а пред тоа беше елиминиран Килце, кој и денеска е присутен на европската сцена и никогаш ништо не се знае, може да стигнат и во Final Four. Ајде за тие средби тогаш во првата лига. Па, видите, ја можам да кажам дека доста надпревари ми останале во сеќавање. Например, тогаш во Битола беше ракометот број 1. Значи, салата 1 сат пред почеток на надпревар беше исполнета. Секој надпревар имаше 5 до 6 илјади гледачи. Најголем впечаток ми остави утакмицата која игравме со Металопластика. Тоа беше некаде 80 и веќе годините ги заборев. Знам тогаш Металопластика освои Лига на шампиони, не Лига, тогаш беше Куп на европски шампиони. Игравме против нив, ги победивме во Битола, Башиш бранеше, знам тогаш му дадов 5 од 5 на Башиш. Меѓутоа после кога игравме за Куп со нив изгубивме. Тоа беше фактички одма утакмица одма кога освојува лигата на шампиони. Меѓутоа морам да кажам и уште за еден друг надпревар што се играше во Белград. Тоа беше квалификација за пополнување на првата сојузна лига. Тогаш ние 85-та година испаднавме од лига, меѓутоа имаше некои неправилности во таа втора сојузна ракометна лига и требаше да се игра бараж, ние требаше да играме бараж со Партизан Беловар за да се попуни прва лига. Тој бараж со Партизан Беловар требаше да се одигра во Белград, спортски центар Бањица. Ние се спремавме за тој надпревар, меѓутоа кога отидовме пред салата, фактички нас чека 15 автобуси. 15 автобуси навивачи од Битола, што стварно ме еве и денеска се ежам кога ми текнува тоа, а ние мислиме едноставно само мислиме на надпревар. После 2 месеца доаѓа другар ми вика, се вика, кој ја те потава, вика Тудри, вика порамо, вика дали ме препозна. Ја не го препознав тогаш. Како од транс? Да. И како течеше таа среда? Беше многу тешко. Значи, ја кога отидов, победивме 5 или 6 разлика со Партизан Беловар. Ја кога идов со панталони, после утакмица кога ги облеков панталоните, значи ми беа многу широки. Значи, едноставно, таа утакмица се исцедивме, имаше направо, после утакмица патиките ми беа мокри, а што да кажеме за горен дел. Значи, ја фактички на таа утакмица 100% имам изгубено едно 3 кила. Значи, таа утакмица ми оставена во сеќавање и денеска паметам што се случувало, како се случувало пред сала, за време на утакмица, после утакмица, веќе не кажувам за она славие што беше таму. Што вело срцето го оставивте на терен. Меѓутоа таа утакмица, оние емоции што се доживеале тогаш, она мислите ни биле насочени нас само кон таа утакмица, сме тренирале и да победиме. Значи фактички имало луѓе, ние сме поминале поред нив. Они навилале, збореле, значи и познати имало тука. Меѓутоа, едноставно само мислиш на утакмицата и не мислиш на ништо друго. Не гледаш ништо друго. Визуално гледаш. Меѓутоа, мислите се на сосема друга страна. Кој беа во тој состав на Пелистереве покрај тебе? Па тогаш не водеше Касим Каменица. Да. Тогаш бевме, ја играв Маринковиќ. И тој беше строг тренер, бараше дисциплина Маринковиќ, и борба. Ванчо Јовановски, покојниот Боро Чудлевски, Пепи Манасков, имаше таму уште некои други, ја ги имам и сликите тука, баш не се сеќавам, меѓутоа таа утакмица стварно беше доста јака утакмица.
нас ко најмлади тоа што бевме ја, Драган Маринковиќ, Пепи Менасков и Борос Чурлевски фактички не прогласија како четворицата мускетари. Јунаци на тој вечер. Да, одигравме, стварно добро одигравме на таа. Чкембарите не знаеа што да прават после тоа. Тоа беше после тоа беше лудница. Лудница, стварно 15 автобуси да дојдат од Битола. Стварно, сваки час. Со Касим Каменица потоа продолживте во прва лига и за тие моменти сега, зашто тој потоа стана и тренер на младинската репрезентација на Југославија, која пак стана светски првак на оној шампионат што се одржа во Риека и во Карловац или таму некаде. Во Риека беше 87 во Риека беше 87 година. Главното место на одигрување на надпреварите, таму беше и финалето, се играше и во Делнице. Се сеќавам, ги пренесував тие надпревари, па отидов и во Делнице, тоа е во Горски Котар и така. Па добро, Касим Каменица дојде некој начин таа половината, почетокот на 85-та година дојде и фактички сосема случајно дојде. Кај нас беше Вук Рогановиќ тренер, па он си отиде, а Каменица веќе секаде доаѓаше со нас и го назначива него. Меѓутоа, од кога дојде он за тренер, веќе почна екипата да оди нагоре. Меѓутоа не успеавме, ние тогаш не успеавме да биејќи изгубивме претходно доста бодови, не успеавме да се одржиме во таа прва југословенска. Испаднавме, како што реков, се случија некои работи, игравме бараж и веќе на наредната година која игравме таа 85-86 година, можам да кажам дека ние бевме во врвот на таа прва југословенска лига. Ти не остана долго во Пелистер, кога очекувавме да биде компактна таа екипа, да се задржи, го напушташ и што те влече Скопје и Вардар? Добро, малце ме повлече Скопје, можда, ајде, носталгија, не да речеме, Битола не е многу далеко, 170 километри, меѓутоа Вардар тогаш имаше амбиции за влегување во таа прва југословенска лига. Ајде да дојдеме да помогнеме да направиме и Скопје да има еден прволигаш. Јас се вратив тогаш во Скопје, значи ние имавме добра екипа, меѓутоа сепак не успеавме во оној одлучувачки меч со Дубочица во Лесковац, изгубивме еден разлика, и таа година фактички не влеговме во таа прва лига, прва југословенска со екипата на Вардар. После продолжува кариерата повторно во Вардар? Да, продолжува кариерата меѓутоа тука си. Да, ја тука сум во Вардар, потоа идам веќе на 24 години, идам во JNA, Југословенска народна армија. Тамо се разболувам од жутица, односно бех хепатит, кој после излагањето имав и период на рехабилитација, тоа траеше година и пол. Никој не ми даваше надежда дека ја ќе продолжам со ракомет да играм. Сите мислеа готов е ракометот за Аце. Готов е ракометот за мене, меѓутоа сепак јас се придржавав кога принципи кои ние работи докторите што ми рекоа со диети, со одмарање, сето тоа, и не се откажував од ракометот, биејќи сепак мене ракометот ми е во срце. Срце ми е ракометот. Ја после тоа, од кога почнав да играм, значи ја бев член на Вардар, ја почнав да настапувам и за репрезентација на Југославија. Значи ги имав тие два турнири за репрезентација на Југославија на Балканијада во Романија, кај што освоивме второ место, и друг турнир во Португалија. Игравме во Португалија на тој турнир. Тоа беше за сениорската репрезентација на Југославија, која се подготвуваше во тој период за настап на Олимпијадата во Барселона. Да, тоа беше 91, Балканијата беше 91 декември, значи турнирот Португалија јануари 92 година, и тогаш бев кандидат за таа сениорска репрезентација за Олимписките игри во Барселона. Значи имавме таму беа 4 леви крила што кои беа кандидати за да влезат во таа репрезентација да се игра на таа Олимпијада. Меѓутоа, како што знаеме сите, започна војната, и значи Југославија доби ембарго за да не учествува на тие Олимписки игри.
Да, и републиките учествуваа преку своите национални олимписки комитети како независни спортисти, тогаш и Македонија отиде со 6 или 7 спортисти, колку да се одбележи тоа присуство, а она што беше градено како југословенска репрезентација не само во ракометот, се распадна и во кошарката, и во другите екипни спортови, одбојката и фудбалот и се. И сега ја спомнавме сениорската репрезентација и бидејќи навлеговме во 90-тите години од твојата кариера, за да не се оддалечиме многу од оној, според мене, а веројатно и според тебе, најбитен настав во твојата кариера, светското младинско првенство во Италија, се враќаме сега на 85-та година и на настапите во Италија и она борба за третото место и бронзениот медал. Ти си еден од ретките што во екипен спорт имаш медал од светските младински првенства. Мислам од ретките во Македонија. Па видите, значи да се направи тако нешто мора да е претходно нешто градено. Значи ја влегов во таа репрезентација исто и тогаш имаше голема конкуренција. Пред имавме претходно турнири, одигрување на Балканијади во Бугарија, Балканијада. Таму први бевте во први бевме на двете Балканијади, отидовме на трофеј на Југославија во Тиват, што стварно тогаш како младинска репрезентација одигравме феноменално, ја победивме на Румунија, нерешено со тогаш беше ДДР, беше Демократска република Германија. И изгубивме во полуфинали, изгубивме од таа репрезентација на Југославија, кај што беа, знаете, после станава и светски прваци. Меѓутоа ние одигравме феноменално. Ја одиграв супер на тие турнири, што фактички вратата за светското првенство им беше отворена. Имавме стварно напорни припреми. Кој беше тренер тогаш? Тренер беше покојниот Слободан Мишковиќ Чиле. Добар стручњак, можем да кажем. Месец дена имавме припреми во Зрењанин. Кога отидовме на тоа светско првенство, стварно сите бевме со една желба да се освои. А верувавте ли во тоа дека ќе можете во една силна конкуренција да стигнете до медал? Па имаше конкуренцијата беше многу јака, значи за швеѓаните тоа беа Стефансон играше, Лингрен, беа многу јака репрезентација. Тучкин за русите, меѓутоа ние имавме одлична репрезентација. За нас играше, тогаш игравме с Шандар Ходик, беше на гол, ја на лево крило, Васич Обрван на десно крило, Бабич, Маринковиќ, Кукиќ, покојниот Пуц. Значи имавме ние една одлична репрезентација. Што верувавме во себе и фактични ние идевме на тоа злато. Меѓутоа направивме еден кикс што се вика тоа, бевме уверени ние дека ќе ја победиме таа чешка репрезентација, меѓутоа изгубивме таа чешка репрезентација. Значи таа ви застана на патот кон финалето. А ние бевме сигурни дека ќе ја победиме. И останавме да играме за трето место. За трето место одигравме со Западна Германија, значи одигравме една многу добар надпревар. Тој надпревар се играше во Италија, во Васто се играше. Супер одиграв на тој надпревар, постигнав 4 погодоци. Сите бевме радосни, пресекни што на крај во Југославија ќе се вратиме со една медаља, односно бронзена медаља. И таа репрезентација ја спомнав претходно со Каменица, светски прваци во Риека. Зошто не остана ти? Дали годините беа во прашање или пак нешто друго во тој состав? Што се случи? Тоа беше годините, значи во оваа репрезентација што беше во Италија, можеа да играат играчи родени 64 и помлади. Јас сум 64 годишен роден. А во Риека кај што играва, можеа да играат
играчи 66 годиште родени и помлади. Ја немав право да играм за таа младинска репрезентација што беше во Риека. Значи тоа беше причината. Тоа беше причината што не можам, зашто веќе младинските репрезентации се знае се до 20 до 21 година се и понатаму веќе се нема право да се. Тоа е млада репрезентација зашто младински има и 17 години, 19. Да, тие се веќе има да. И кадетски сега веќе ја кога што гледам младинските репрезентации се до 20 години, значи тогаш беше до 21 година можеш да си игра за таа младинска репрезентација. Се вративме назад на светското првенство, а сега доаѓаме повторно, го продолжуваме разговорот и доаѓаме повторно во 90-тите години. Играш во Македонија и сега тука станува многу интересна борбата за шампионска титула, зашто тогаш имавме право, државата стана самостална, можевме да учествуваме на тие европски надпревари, купови и така не мораше да трпиме една конкуренција со Колинска, со Металопластика, со Партизан, Бјеловар, со Босна, како предходните години додека бевме Југославија, и сега порасна апетитите на сите екипи во Македонија, кој да биде шампион и да игра во најсилното европско надпреварување, кој да биде куп победник. Како продолжува твојата кариера во тие години? 92 година, мислам дека беше, значи од кога се одвојуваме за да се прогласи што се вика да биде независност и самостојност. Да, се прогласи тоа независност, меѓутоа кој ќе биде најдобра екипа во Македонија, бидејќи ние и Пелистер игравме тогаш во прва југословенска лига, Вардар играше во прва југословенска лига, и сега едноставно требаше да се приклучат и овие екипите што беа од македонски и од втора лига и да се согледа која екипа ќе биде најдобра. Се направи тој еден турнир што ние и Прилеп игравме во финалето, тогаш негде на минута и пол до крај се случи еден инцидент, ние водевме 3 разлика тогаш. Кога се случи инцидент на кој што повеќе играчи беа казнети, меѓу нив бев и јас, така што ја наредната година 92-93 наставив продолжив да играм во Морнар бар, во фактички српско-црногорската лига, и што доста со успех се носевме таму со екипата на Морнар. За после тоа да се вратам повторно во Македонија, меѓутоа во екипата на Металург, односно тогаш беше Огномак, што стварно имаше доста големи амбиции како во ова првенство, така и во куповите. Во куповите изгубив. Сега ме подсети точно на името Огномак. Да, тогаш беше Огномак и стварно се носевме. Ја можам да кажам дека тогаш Пелистер беше меѓу најаките, ако не и најака екипа во. Значи лидер беше Пелистер тогаш во домашното првенство. Во домашното првенство. А што се случуваше со Прилеп, со Борец? Па видите, и Прилеп и Борец има доста јаки екипи, значи тогаш денеска во Македонија има две екипи што отскокнуваат, Вардар и Металург. Тогаш беа една 6 до 7 екипи, доста јаки екипи, што и да отидеш и во Неготино да играш, и во Богданци да играш, можеш да изгубиш. А не се отиш и ќе се. Богданци не треба да го забораваме, еден подолг период играше. Тачно. Така главна улога во шампионатите на Македонија. Тачно. Значи, сега кај што ќе идеш и тие помалите места можеше да се изгуби. Значи имаше еден ривалитет меѓу екипите. Не беа само стационирани на една-две екипи, на повеќе екипи. Ја 3 години играв до 96 година, играв во Металург, каде што после преминав во Јафа. И тогаш се направи во Јафа Ресен, се направи на доста квалитетна. Јафа направи бум во тие години. Да. И се направи тогаш доста квалитетна екипа со газата Живко Стојановски,
што наредната таа 96-97 година освоивме таа шампионска титула. И можам да кажам дека таа година и успешно се надпреварувавме во тие европските купови. Го елиминиравме Партизан, го елиминиравме, дојавме да играме со шпански Гранолерс, што на некој начин според некои сумљиви работи во доме тепавме 6 разлика, тепавме во Ресен, таму изгубивме и не елиминиравме. Меѓутоа сепак екипата продолжи да работи на едно големо ниво, на едно високо ниво и што тој резултат дојде до израз крајот на сезоната кога го освоивме тоа прво место. Меѓутоа таа година на некој начин беше и малер за мене, што бидејќи во април месец таму беше на 2-3 април играјќи за репрезентација на Македонија во Минск, Белорусија против Белорусија, за тоа беа квалификации за предквалификации за европско првенство. Ја скинав ахиловата тетива, што бев подложен на операција и морав да паузирам 6 месеци, така што не го дочекав ја играчки крајот од првенството. Меѓутоа, иако не играв едно 5 до 6 утакмици до крајот на првенството, сепак ја останав во Јафа таа година најдобар стрелец без тие 5-6 утакмици со 90 и нешто гола, најдобар стрелец и што можам да кажам дека една голема сатисфакција за мене, бидејќи на некој начин во претходните утакмици ја многу сум придонел во освојувањето на таа шампионска титула. Комплетното име беше Јафа Промет. Јафа Промет, да. Јафа Промет. И таму остануваш до кога? Па таму останувам до 99-та година, веќе наредната година 97-98 година ја со таа моја рехабилитација, ахиловата тетива, доаѓа и до разочарување. Не го прикажувам она што сум го прикажувал на претходните утакмици, меѓутоа ја понатаму продолжувам да тренирам, да работам, не оставам се, не можам и готово прекинам. Понатака продолжувам да работам. Тогаш ми дадува задача да бидам и тренер на таа младинска екипа. Тоа сакав да те прашам, значи ти кога беше во Јафа, почна да се занимаваш со тренерскава работа. Тоа е 98 година. Тренер на младите. Да, на младите. И играч и тренер и освоивме тогаш освоивме првенството на Македонија, го освоивме со екипата на Јафа Промет. Младинското првенство на Македонија. Како играч, да. Веќе наредната година тоа беше малце доаѓа до помалку финансии, па доста играчи си отидова, па наредната година бев и тренер на тој сениорскиот состав на Јафа Промет, значи таа 98-99 година. Меѓутоа се надзираше дека веќе клубот ќе почне да згаснува, мина оној зенит кога беа постигнати врвните резултати. Ти стануваш тренер, меѓутоа знаеш дека ќе оди тешко, остануваш извесен период потоа во Ресен и повторно се враќаш во Скопје. Па да, повторно се вратив во Скопје, значи играв тоа една година за Вардар и после тоа уште една година за Металург, да више веќе на тие 36-37 години, кој дека доволно од играње, значи има млади деца кои доаѓаат, кои можат подобро да се носат од мене и кога веќе ги согледуваш тие работи, едноставно е добро да си се тргнеш на страна и да си се посветиш на некоја друга работа, односно тренерската работа, бидејќи толку време играње ракомет и работење со врвни стручњаци, сепак останало нешто за да може да го искористиш како тренер тоа искуство. И да пренесеш дали на помлади генерации или ако работиме со сениорска екипа. Колку што можам да оценам, се движам во тие кругови цел живот, спортски и ракометни, да не речам, ти си миленик на
ракометната публика во Скопје и пошироко во Македонија, ми се чини во Скопје си затоа што играше во сите клубови што им ги греат срцата на љубителите на ракометот. Јук, специфичен клуб тамо од Мичурин, Вардар работнички, да не говорам за нив, врвни клубови си играл, односно Вардар и Металург си играл и тамо и вамо, и сега едноставно љубителите на ракометот те прифаќаат и сите велат тоа е наш. Да. Па добро. Дали го чувствуваш тоа вака? Па да. Добро, ја повеќе се од Скопје во што е овдека и во Македонија познаат луѓето и од другите спортови. Например, сме играле доста мал фудбал на турнири во Скопје како помлад сме настапувале на тие турнирите Вечер Паластури, значи сме имале една добра екипа, Пабап, екипа што е доста позната и во Македонија. Сме играле во едно големо финале на тој мал фудбал Вечер Паластури со 502 екипи. Во тоа финале нажалост изгубивме, меѓутоа бевме сите тие млади деца, ја бев најстар 18 години. Имаме и слика од таа екипа, ќе покажеме во текот на емисијата. Тука беа Дарко Панчев, Коки Аврамовски, Чуповски, Буковски, Симовски, Вујовиќ, ама татко му играше. Да, татко му играше, Драган играше, Марио Вујовиќ беше тука со нас, меѓутоа мало беше и кога водевме. Значи доста со 5 до 6 разлика влегуваше онде да играше, да игра, ке дадеше некој гол. Значи беле од Скопје во сегде сме играле не само ракомет, сме играле мал фудбал, кошарка исто така сме се надпреварувале на турнири, ние ракометари сме се надпреварувале на турнири. Ете, имаше еден турнир кошарка, подпомогнати со Дејан Јовановски, освоивме трето место. Ние ракометари, само кошаркар меѓу нас, освоивме трето место. Игравме против кошаркари и победувавме. Значи, на некој начин сегде сме се вртеле, у повеќе спортови сме се вртеле, доста сме играле волејбич на Плаја Виста. Значи, едноставно тој спортот со топка доста ме влечел и... Дали е кошарка, ракомет, одбојка? Не сум имал проблем. Битно е да е со топка. И добро е, кажа, некои работи вака интерес и за дружењето и малиот фудбал и сите тие работи, ама мене ме интересира сега периодот кога се формираше нашата ракометна репрезентација по таа 1992 година. Каде беше твоето место тука во репрезентацијата? Спомна Белорусија и таа повреда, други надпревари или пак едноставно да ни кажеш кога дебитираше за Македонија откако станавме самостојни? Па видете, откако станавме самостојни, значи прв настап на Македонија беше на турнир Трофеј Карпати во Романија. И тогаш ја бев повреден, има се зглобот го свиткав, скочниот зглоб го свиткав и не отидов на тој турнир. Меѓутоа, од тој турнир, после тој турнир, наваму до 96-та, до мојата повреда, ја носто бев член на таа репрезентација на Македонија. Веќе од која скинав тетивата, едноставно тие физички можности се намалива, изгубив на тој одраз, можда и на таа брзина, па сепак тука имаше и други квалитетни крила Македонија што може добро да играат. Колку надпревари, дали може да се сетиш, имаш одиграно за Македонија? Да ви кажам право, не можам тоа да сетам, меѓутоа може да се тука некаде околу 50 на биеќе. Тој период беше мојот период во играње на таа репрезентација од 93 до 97 година, април месец 97. На која средба вака си оставил најдобар впечаток и на која се сеќаваш од тие репрезентативни настапи? Па имаше имаше доста средби, например, можам да кажам за средбата овдека со Белорусија, кога дојдова со Калепо, Климовац, играчи што играат во Бундеслига, кога ги видовме ние во
горе во Скала, во хотел Скала, кога ги Се видов уплашив се? по 2 метри, едноставно селекторите рекоа само да ги победиме утре, само да ги победиме. Ја имав нешто болки во кишмата, меѓутоа кога се симнавме доле, кога дојдовме, кога се спуштивме доле, кога Победа видовме болките. салата каква е, дека е пуна, публика, ја прв пат ја видов тогаш кале таа исполнета. Ванчо Јовановски селектор ме праша можеш да играм, ќе играм. Нема проблема, ќе играм. И таа утакмица стварно изигравме феноменално. Победивме 9 разлика, победивме со Белорусија што никој не се надеваше. И ги поминавме во тие предквалификации ги поминавме, а ја на реваншот негде 45 минута тамо во Белорусија се повредив. Можеме да кажеме една друга утакмица против Чешка во Ресен кога игравме. Исто, не играв на првата утакмица во Чешка, не знам што беше, дали скочниот гол бев повреден. Ајде сега за во Ресен доаѓа, селекторот ме праше, можеш ли да играш? На свој терен, на познат терен. Не, тогаш играв за Металург играв тогаш. Уште не беше тоа периодот кога беше во за Јафа. Можеш да играш. Викам јас чим сум дошол овдека, ја можам да играм. Значи јас чим сте ме повикале, чим сум дошол, нема. Дали имам болки или немам болки, нема. Јас сум влегол на терен, ќе влезам на терен и можам да играм. И стварно тоа одиграв една многу добра, една многу јака утакмица против чесите, одигравме нерешено, одигравме, тамо се загуби 19 разлика, овдека одигравме нерешено. Водевме на 3 минути до крај, водевме 3 разлика, добив ја црвен картон, тога добив по еден фаул, отидов усоблекувана, кога гледам на крај нерешено 3 разлика, водевме на 3 минути до крај. Меѓутоа и тие работи се случуваат, али сепак тие две утакмици некако највише ми оставиле впечаток. Ти дебитираше всушност со Славе Атанасовски Чаве како селектор на репрезентацијата на Македонија. Со Ванчо работеа заедно и така се создаваше тој тим кој потоа таму дојде и до Европското првенство во Италија, во Мерано. Да, во Мерано. И почна да се редат настапи на завршите турнири од големите приредби. Да. Македонија веќе стана фактор во светот на раковетот. Не играше епизодна улога, а придонес за тоа имаш ти и твојата генерација. Всушност, вие почнавте да ја создавате таа македонска репрезентација и да се создава една таква победничка атмосфера која кулминираше подоста, особено на Европското првенство во Србија. Ја завршуваш кариерата на почетокот од овој век, да речам, и остануваш верен на раковетот. Ти си еден од ретките што, можам да кажам, цел живот од младоста, од училишната клупа во Пејчиновиќ, па намаму, постојано си со раковетот, еве и сега. Па сега, како течеше твојата кариера како тренер? Па видите, ја кога почнав први да работам со тие помлади категории во Ресен, значи таа негде 2002-2003 година работев и во Ресен, значи што од таа генерација излегува. Се враќаш во Ресен, значи после она. Да, после миграција се враќам во Ресен. Почетното работење, 99-та, 2000 на сениорската екипа, до Јазовскови и пак одиш во Ресен како тренер. Значи ја што ги почнав да ги вадам тие деца од младински категории, да наставам со нив да работам. Значи денеска има и репрезентативци на Македонија од таа генерација, на Дановски, Стојчевски, Владко Тасевски тука беше, значи испадна таа генерација доста добри ракометари и еве ги седат, некои играат во Вардар, некои во Шведска, други се во Белгија и тоа за мене задоволство бидејќи јас сум почнал на некој начин со нив. Потоа тука се враќам во Вардар и ја преземам втората екипа на Вардар, МРК Вардар, и се преваруваме во таа втора македонска лига. Освојуваме таму второ место и бараш надпревар со Струмица, победуваме и влегуваме во таа прва македонска лига.
Со два Вардара. Два Вардара, тогаш беше МРК Вардар и МРК Вардар и доста со таа помлада екипа доста успешно се носевме во таа прва македонска лига. Запослем да дојдам после година или две да дојдам во првата екипа на Вардар, меѓутоа и како помошник дојде и Вујовиќ, тогаш дојде Веселин Вујовиќ дојде и бев негов помошник. Ти беше во Вардар помошник на Вујовиќ, кога беа оние познати дуели меѓу Вардар и Металург, да. Сети се на некој од тие надпревари. Вујо беше многу темпераментен. Темпераментен, го знаеме Вујо каков и што е. Ајде не сакам да се навраќам на онаа утакмица што се случи на инцидентот во Кале. Меѓутоа имаше доста други утакмици со Тоа беше оној инцидент со судиите. Со судиите, да. Дојде кај Начевски таму. Да, меѓутоа таа прва година кога дојде Вујо, ние фактички доминиравме на сите 4 утакмици против Металург. Доминиравме на сите 4 утакмици. Веќе од таа наредната година или после 2 години, не се сеќам веќе како беше, кога дојде Червар начело, веќе почна оние работи да доаѓаат, се почнуваше и да се губи. Па квалитетот. Да, ние 2 години поред го освоивме првенството, една година купот, па после наредната година го изгубивме купот од Металург, зашто Металургство имаше, оние имаа тогаш квалитетна екипа. Меѓутоа, ривалството датира од таа 2005-2006 година. И добро е да има такво ривалство за двата клуба. Па добре да има такво ривалство за клубите, меѓутоа ја викам да има уште уште барем два клуба така низ Македонија да има такво ривалство кога ќе се оди на пример да кажеме во Битол или во Прилеп, да има неизвестна утакмица, не се оди веќе да се знае кој ќе победи. Така беше до прошлата година Металург кога изгуби од Макс Струмица, кога изгуби. Да има еден масовен квалитет, што би се рекло, да не е сконцентрирана играта, во конкретниот случај ракометот во два клуба одскокнуваат и не е интересно. И не е интересно, да. Се очекуваат само нивните дуели за да биде нешто повозбудливо. Ти беше и репрезентативен тренер. Кога стартуваше, со која репрезентација по учество на некои турнири така? Видите, да, бев и изборевме пласман на Европско првенство во Латвија. Во Латвија беше тоа 2005 година со покојниот Благој Баже Чакров. Изборивме пласман во дека на квалификациите во Скопје. Тамо не се прославивме многу. Освоивме претпоставка. Тоа беше младинската младинска репрезентација. После едно време бев и помошник во таа А селекција. Каде ја гледаш твојата иднина како тренер? Сега си во Вардар. Да, моментално сум во Вардар, во втората екипа. На Вардар. Видите, ја гледам, ја би сакал да имам своја екипа, ја да раководам своја екипата, значи сега тука сме заедно работиме со Пепи Манасков. Заедно сме, меѓутоа секој сака да има една своја екипа што ќе одлучува, што ќе ги води сите, што ќе ги повлекува сите конци. Јас за тоа викам, кога ќе си има една таква екипа, јас се сложувам со тие работи. Ако имаш успех, остави го, нека работи. Ако немам успех, тргнеме, слободно тргнеме, ако немам успех. Бидејќи си реков цел живот во ракометот, спомени ни некој од овие играчи помладиве што ти оставиле впечаток и што може да се развијат во големи играчи, зашто на нив се темели иднината на македонскиот ракомет. Ти си, можеби, најкомпетентен да кажеш за тоа, бидејќи работиш со нив, ги познаваш и така. Па, еве да ви кажам најискрено, во тој однос, значи, и претходно ми го поставувале тоа прашањето, Македонија има и
да речем тоа прашање пред едно 5-6 месеци кога викаат нема ово на Македонија има иднина. Сега можем да ги пофалам ја и децава што играат и во Металург, јас сум во Вардар, меѓутоа има играчи што се иднина на, јас зборам за македонскиот ракомет. Да, па и тоа беше моето прашање воопшто за Македонија и иднината. Тука се Филип Талевски, Кузмановски, Мартин Велковски, Крстевски, Неловски, значи имаме тука голман Томаски, значи има и од Вардар доста добри голмани, Кизич, значи Тоше Ончев тука можем да кажем. Зборам за онаа генерација што 86-та и помлади. Меѓутоа, да кажеме наискрено, таа е млада репрезентација. Млада репрезентација што мислам дека ќе дава резултати, може и големи резултати да дава. Но сепак таа репрезентација им треба извесен период да се уигра, да ги почувствуваат тие светски европски за надпреварувања, за да дадат многу повеќе отколку што се мисли. Тоа беше исто така и со оваа репрезентација на Кирил Лазаров, Мојсовски, Стојановиќ и другите. Значи и они кога беа на тие квалификации од 2005, 2006, 2007 не успева. Меѓутоа ете дојде таа 2008 и од таа 2008 година ние сме нонстоп горе во врвот, ајде не кажеме во врвот, меѓутоа во тој европски и светски ракомет. Па затоа мислам и за овие млади деца што се тука, им треба едно прилагодување од 3 до 4 години, што сепак ќе осетат таа атмосфера, светска и европска атмосфера, и ја мислам дека ќе даваат во тамошниот тек тоа времето ќе докаже многу големи резултати, зашто ја верувам во нив. И мислам дека често да се води една таква репрезентација, да се работи со такви играчи. Можем да кажеме и за таа генерација што се 98 годишти и помлади. Значи ние веќе имаме Ти зборуваше сега за онаа генерација 94-та, 5-та, 6-та, 96-та. Да, 96-та. Значи ние го имаме веќе тој континуитет на 96-та година, сега ќе не представува на тоа европско првенство, ќе не представува во Данска. 98 годиште што се тие играчите стварно, и тука имаме значи имаме добри играчи. Иако се тие се уште млади кадети се, меѓутоа кај нив допрва е таа надградба што треба да биде. И уклопени со овие претходниве од 94-та нагоре, значи тука го имаме ние и Дејан Манасков, Никола Марковски, што може да не се уклопат на овие позиции. Дејан фактички ќе биде лидер во репрезентацијата. Со репрезентација. Сакам да кажем дека ние имаме таа иднина, а еве ги и мињата што може да бидат многу далеку да стигнат. Сега говоревме за раковетот, реков цел живот во раковетот, меѓутоа си има и семејство. Да. Среќно оженет, сопруга Татјана, 2 деца. Колкави се? Малиот Томи, син ми Томи, 12 години, ќерка ми Ања, 8 години. Малиот син ми Томи, ракомет. Да, ја сакав, едноставно ја не го терав да игра нешто, да почне ракомет да игра. Ја сакав да почне ракомет да игра. Меѓутоа он сакаше фудбал. Ја му реков, викам ракометот, можам многу повеќе да те научам него ли фудбал. Не, он сака фудбал. Фудбал си сака, ја почитувам неговата желба. Веќе се уште мал, не се знае што може да биде, тренира. Може да се предовеси на 14 години. Па ја почнав да го видиме тамо на крилна позиција во некоја ракомет. Ја почнав фудбал да играм во Вардар со Златко Илиевски и Кирил Лечиновски. Ја почнав, па после се префрлев на ракомет. Он сака фудбал да игра, сега моментално тренира во цементарница, тренира фудбал. Тоа е негова желба. Ја почитувам неговата желба. Керкишката со спорт?
Киркичката нешто не е многу по спортот, она е многу повеќе по цртањето, по таа уметност, меѓутоа се уште е мала, па ќе видиме понатаму ако изрази некоја желба, некој афинитет кон некој спорт, сепак тука некој начин да помогнеме, да и дадеме некој правец ако сака во тоа, ако не може стално, иако таткото сака да биде спортиста, меѓутоа ако не влече не можеме нешто со сила да правиме. И затоа оставам на нивна времето да покаже. Ќе си покаже и нивните желби. Тоа е добро, децата да си одат, секој по својот пат да се развиваат, да работаат она што ги привлекува, зашто само така може да бидат успешни. Веруваме дека ќе бидат успешни како нивниот татко, а за нашите гледачи да потсетам дека тоа беше нашата спортска легенда, Аце Станковски, познат ракометар и репрезентативец.